Зашто се плашиш толку? Од кај си ги купија лиштава? Од кај си ги купија лиштата? Абе, дојди ваму. Од кај ти се лиштава? Вика од Кина дека му биле. Не ти е Жешко? Нови тренерки со здраве си ги носиш. Како се викаш? Бастијан. Добро. Не збориш ништо ова што ме тука за пари? За бакшиш собира? Иде снимање, ние идеме низ ГТЦ. Бараме джангл фаци. Ни се смеат луѓево, ама сите вака ни прават. Немој мене. Ко да колеме и да бесиме. Ако ги фатиме тука како купуваат јадења, после може ќе ни дадат и гратис пица. Што се троши највише тука? За највише јадат луѓево? А што е? Ова што е? Немам појма. Ова? Па затворена не се гледаше. Чека малце да прашаме женава, пошто не тебе, не, ти не си жената. Има некој посебен специјалитет што тука го има, го нема на ниедно друго место во градот? Има рустико, има фантазија, има олива, има домашни пити, има мафини. Само тука го има. Да. Не знам за други места, ама тука се најубаво. И за колку пари можат да се најадат скопјани? Еден оброк вака убав, квалитетен. Повелете? Па за 55 домашна пита една и доволно ќе ги држи. Има ли некојаш поплаки и рекламација на производите? Па не можеш на секого да удоволиш, нели? Што ви замерувале? А сега, различно е. Али повеќе се пофалби него поплаки. Еме здраво, еме таза, еме квалитетно. Плюс од трговскија, тука сакал неќе ќе поминеш. Ама ништо не ни да пробаме од таа домашната тегнена пита, ама ако ќе си купиме ние кога ќе земеме плата на први. Мислите дека сите джангл одат само по кафичи? Не, одиме на културни настани, кај Ани и Дими на нивната прва самостојно изложба во ГУ. И сега сме во кафана, ама добро, во малку пософистицирана. Многу убав културен настан, скопски, ова ни личи баш на нас и ќе ги прашаме луѓево нешто, ама прво одиме кај главната девојка, кај Ани. И кај Дими ќе одиме. Ајде. Еве го Дими. Оди по Ани. И во сликањето ја следиш? Се следиме еден со друг. Наизменично се разменуваме, она. Вие сте скопски фаци. Да се разбераме. Правите многу убави изложби. Прво ме интересира, после ќе зборуваме за вашата уметност, дали нашиот град Скопје има доволно вакви ивенти и доволно услови за вас уметниците да си ги представите делата. Ајде да го прашам. Па нема колку што би сакал да има. Минус колку сме? Минус колку сме? Сме у минус многу. Фалат изложби. Фалат, знаеш, да има едно културно живење, да има место кај што можеш да одиш, да гледаш, место кај што можеш да изложуваш фотографии. Али еве, даваме некој мотив валја да тргне некаде, нели? Давате му. Да, сами се организираме и така. Што ви беше се потребно за да го организирате ова? Освен пари. Да, освен пари, рамки, принтање слики. Ама тоа па се со пари. Да, се со пари, со пријаз. Фала на сите пријатели што ни помогнаа се тоа да го наредиме, а најмногу на Никола и Франсуа. Фала Франсуа. Овој ресторан го избравте од нека посебна причина или ви се Сема случајно, ние не ни планиравме да правиме изложба, меѓутоа они ги видоа нашите фотографии и ни предложија дали сакате овдека да направите изложба и така. Колку време сликате? Јас сликам многу одамна, немам појма колку време, веројатно, па не знам, татко ми имаше фотоапарат и сликав, значи уште од мал, а професионално сликаме активно веќе 2 години. Што да важи? Да, заедно сликаме 2 години. Заедно го направивме овој концепт. Колку многу сте слични во
На начинот на фотографирање? Да, се најдовме. Инаку они не се најдоа само сликањето, да нема да си мислите вие нани да и се пуштате или на дими. Така? Колку време сте заедно како дечко и девојка? 3 години. 3 години, да. Значи сликаме 4 години, фотографираме, меѓутоа 2 години, не, 2 години професионално. 2 години професионално. Што е разликава сега професионално и непрофесионално? Како знаеме дека некој професионално слика? Професионално за пари. Колку чини една ваша сесија? Зависи од она што го сака моделот. Ајде од до. Ајде не. Ајде да. Ајде, од 100 евра па нагоре.